Дел од регионот околу границата со Косово има дупки кои никој не ги контролира. Извори заеден тврдат дека граничниот регион не е целосно покриен поради несоодветната распределеност на стручниот кадар во полициските станици, така што во одредени периоди немало никаква полициска патрола на теренот. Истите извори заеден посочуваат дека најголем проблем представувало и тоа што камерите за видеонадзор не работат и нејасно останува зошто дел од средствата за подвижен и фиксен видеонадзор, кои се обезбедени од големи странски фондации, се ставени во употреба. Изненадувачка информацијата дека до местото каде што се фиксирани камери немало спроведена струја, а не работеле ниту агрегатите затоа што подолго време немало обезбедено нафта. Полицајците кои патролирале околу теренот меѓусебно тешко комуницирале. Заеден велат дека доколку нешто се случи нема да може да ги известат своите колеги затоа што радиостаниците не функционирале поради конфигурацијата на теренот, а поради слабата мрежна покриеност мобилните телефони им биле недостапни. Дополнителен проблем за нив представувало и тоа што немале доволно теренски возила и дека тогаш кога најмногу има потреба од нив со часови ги чекале да пристигнат нивните колеги. Вработените заеден признаваат дека ниту тие не се чувствуваат безбедни, ниту теренот можат целосно и ефикасно да го контролираат. Поради недоволниот број на вработени полицајци, немаат секогаш замена, па затоа во текот на еднодневно ноќе околу 12 часа немало присуство на теренот. Министерството за внатрешни работи, свесно за некои недоследности, официјално ги потврди проблемите што ги има регионалниот центар за гранични работи Север. Оттаму велат дека одреден период поради некакви дефекти се случувало средствата за видеонадзор да бидат ставени во употреба и дека Министерството за внатрешни работи во континуитет врши проценка на теренот и според потребите прави прераспределба на стручниот кадар. Дел од вработените коментираат дека неефикасноста околу граничниот надзор е резултат на нечии пропуст или некому му одговара ваквата состојба на теренот. Но одамна на YouTube се појави снимка на илегалци како преминуваат на македонска страна, а беа забележани од жителите на едно комановско село.